civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ова е Цивил пред студио. Добре дојдовте. Министерството за внатрешни работи деновиве актуелно со кампањата Кажи не, која е за зголемување на свеста за опасностите од споделување од фото и видео материјали на интернет. Освен тоа, Министерството деновиве излезе во јавноста и се пофали дека е зголемена драстично безбедноста во сообраќајот и дека за 73% е намален бројот на жртвите на сообраќајниците во текот на месец септември 2021 година. Ова е доволен повод за да го поканеме во студио Тони Ангеловски, помошник министер во Министерството за внатрешни работи за односи со јавноста. Ангеловски, добре дојдовте во Цивил пред студио. Ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Благодариме. Кажете ни во врска со кампањата Кажи не. Што го поттикна Министерството да ја покрене оваа кампања? Очигледно е дека во јавноста има доста поплаки од граѓаните, од зголемени сајбер напади, зголемени директни напади, црни кампањи кон нив, говор на омраза. Како мислите да го решите овој проблем? Да, значи ова се две работи. Кога зборуваме за говорот на омраза и овие црни кампањи, тие се актуелни особено пред изборните периоди или како и пред референдумот кој што го имавме пред неколку години. Значи обично во тој период се зголемуваат и се разбира тука Министерството за внатрешни работи соодветно реагира, се разбира во координација со обвинителството. Знаете, ние тие случаи ги евидентираме, ги документираме и ги доставуваме до надлежниот обвинител за натамошно постапување. Ово со кампањата е во друга насока. Значи кампањата Кажи не е насочена пред се од превентивен карактер кон граѓаните да упатиме апел да се зголеми свеста, да се внимава што и со кого споделуваме на социјалните мрежи. Затоа што знаете дека во нашата држава особено, а секако и во целиот свет, граѓаните се присутни многу на социјалните мрежи, речи си и да нема човек кој што не е активен дали на Facebook, дали на Twitter, дали на Instagram, но за жал имаме и многу криминалци кои што се активни на социјалните мрежи и особено нивни таргет се младите, односно тинејџерите во школските години, нели. И оваа кампања е насочена пред се кон нив за да апелираме да внимаваат што споделуваат, затоа што тоа може да биде копно. Исто така апелираме и до родителите да погледнат што прават нивните деца, затоа што доколку споделуваат интимни материјали со личности кои што и не ги познаваат, со личности од криминоген карактер, тоа може да предизвика огромни проблеми како за нив, така и за околината во која што живеат. Беше актуелен случај од јавна соба. Деновиве кај ромската заедница е актуелен еден случај на Facebook страница која што проширува фотографии фотографии од голи девојки кои што се припаднички на ромската заедница. Не знам дали до вас дошла поплака од таа заедница и од оштетените страни, но што можете да им порачате? Како да се заштитат? Едноставно, дали освен подигање на свесноста, што може да направи МВР за да ги најде сторителите на овие дела? Значи, прво и основно, не треба да внимаваме што споделуваме со другите. Значи, зборуваме и за споделување со непознати личности, но зборуваме и за споделување на фотографии со партнери. Затоа што, особено кога зборуваме за средношколци, за таа популација, може да дојде до раскинување на врската и обично тогаш да настанат проблеми кога тие материјали се злоупотребуваат од едната страна, уценувајќи ја другата страна да продолжи со врската, или имаме случаи кога се бараат и пари. Така да, тука мора да внимаваме околу споделувањето. Внимавајте што споделувате. Голи фотографии не споделувајте со никого. Се разбира, ако веќе е споделено и ако веќе имаме ваков случај каде што е злоупотребено, тогаш веднаш да се извести полицијата, да не се бришат никакви траги, да се остават сите можни траги кои што може да ни помогнат за документирање на случајот и казнување на сторителот и се разбира во тој случај стапуваме со репресивниот дел. Имате ли успех сте откриле ли некој случај во последно време да речеме? Имаме, да, значи имавме во Кочани, се сеќам сега, во Тетовско, значи имаме случаи каде што имаме директни уцени од
партнерот, бившиот партнер на поранешната партнерка, каде што се оценува или за продолжување на врската или за добивање на парични средства. Да зборуваме за втората авенија што ја спомнавте од овој интернет или киберсвет, говорот на омраза, сајбер насилството, хибридните напади. МВР велите процесира, ги документира случаите, но често пати се случува, тоа сме го слушнале и од вас, но и во јавноста се зборува дека обвинителството не реагира. Каде е проблемот? Еве вака, која е вашата оценка? Колкава е капацитетноста на МВР за да ги процесира овие случаи кои што се во енормно зголемување, особено кога се во прашање деликатни политички процеси или важни политички настани како изборите, референдумот го спомнавте, и зошто обвинителството не ги продолжува понатаму овие постапки? Дали има некаква колизија во соработката со вас или едноставно па и тие се жалат дека немаат истражители, немаат ресурси за да ниту пак обучен кадар за да ги истражува овие случаи што се случуваат во еден нов контекст, еве да речеме, надвор од оној традиционалниот стариот на кој што сме навикнати. Јас можам да зборувам за Министерството за внатрешни работи и она што ние го правиме. Кога имаме вакви случаи, а како што реков, како приближуваат изборите, тие случаи растат, ние ги документираме и соодветно го известуваме надлежното обвинителство. По закон, значи потоа обвинителството е надлежно и дава насоки. Може да побара, доколку зависно од тоа дали станува збор за лажен профил, за профил кој што е познат, зависно од тоа се преземаат мерките. Доколку е профил на лице кое што е реално, нели, кој што има име и презиме, тогаш има една постапка, а доколку имаме лажен профил, тогаш се постапува на друг начин. Се даваат насоки од обвинителството до нас да побараме од надлежната социјална мрежа, Facebook, Twitter, бидејќи знаете дека тие се надвор од државата и мора да побараме од нив тие да излезат во пресред да ни ги достават информациите. Каква е соработката со тие глобални концерни на социјалните мрежи? Деновиве актуелен Facebook, имено во Америка има постапки, дури се излезе во јавноста со тврдења дека намерно го прави компанијата, тоа им дава видливост на тие постови кои што создаваат поларизација во општествата, па се зборуваше нели и за актуелно беше нели и за пандемијата дека се дава видливост на постовите кои што се против вакцините и така натаму. Имате ли добра соработка со Facebook, да, со значи и со со Facebook и со Twitter имаме добра соработка и оние барања кои што ги упатуваме до нив, во најголем дел имаме повратен одговор. Иако мора да кажам дека не е во 100% затоа што и компанијата до која што се обраќаме одлучува како ќе постапи. Но морам да кажам дека во најголем дел од барањата кои што ги доставуваме, а на барање на надлежното обвинителство, добиваме соодветен одговор, тоа го препраќаме до надлежното обвинителство и потоа постапката е во Што правите кога обвинителството не реагира? Еве. А вие сте, еве да речеме како МВР, убедени дека тука има случај. Нашите ингеренции се да го доставиме материјалот на обвинителството за натамошно постапување. Се понатаму е надлежност на обвинителството. Да позборуваме сега малку за она со кое што се гордее МВР во последниве денови, дека е за 73% намален бројот на жртвите на сообраќајниците во текот на минатиот месец септември. Дел од јавноста вели па нормално кога е пандемија луѓе не возат толку многу, но од друга страна стои и фактот дека ги гледаме почесто патролите на Министерството за внатрешни работи, полициските службеници на улица. Дали тоа влијае на граѓаните? Апсолутно дека влијае. Значи, бројките сами кажуваат за себе. Значи, секогаш и во нашата држава и било каде, кога ќе направите нешто добро, секогаш ќе се најде некој што ќе го оспорува тоа. Апсолутно паѓаат во вода кажувањата дека тоа било ради пандемијата. Па ние овие бројки ги даваме споредено со 2020 кога имавме највеќе локдауни, односно полициски часови. Ако тоа било причината... Дури во споредба со 2020 има намалување, сакате да Апсолутно, кажете. значи еве, погледнете септември оваа година, споредено со септември минатата година, имаме 73% намалување на бројот на жртви.
Минатата година имало 15, сега имаме 4. Апсолутно, значи тоа дури еве некои пак сакаат да кажат еве тоа било фактор среќа. Не може да имате среќа за толкава бројка, може да имате среќа за една, за две. Посветеноста, работата, значи повеќе од година дена. Полициските службеници се нон-стоп на патиштата. Дали е 45 степени, дали врне дожд како сега, дали врне снег. Полицијата е таму за да обезбеди безбедноста на граѓаните. Некои па се жалат дека сте престроги, дека ви има премногу. Дека ги казнувате граѓаните со енормни суми дури за пречекорување, мало пречекорување на брзината. Која е вистината? Повторно тоа се дезинформации кои што ги пласираат луѓе кои што едноставно не им одговара тоа да видат дека Министерството за внатрешни работи постигнува реални резултати. Значи се знае какви се казните. Во секој случај дури граѓаните не се ни казнуваат доколку е мало надминувањето на брзината, 5-7 км на час, тоа се толерира со опомена. Ние секојдневно ги објавуваме бројките колку лица се казнети и во прилог на тоа ги објавуваме и фотографиите од радарите. Значи ние имаме казни за возење од 250 км на час, од 270, имавме случаи дури над 300 км на час регистрирано. Ке ми извините, ама тоа не е нормално. Значи тој човек што вози над 300 км на час на патиштата во државата, кој што знаеме во каква ситуација се, невозможно е да имате контрола на таква брзина. Значи тој човек не е за на патиштата. Не само Може би припаѓа на некоја писта спортска. Ама или може би му треба и лекарска помош, затоа што тој човек ја загрозува својата безбедност, не ја загрозува и мојата безбедност, вашата безбедност, затоа што ако удри во некоја од другите коли кои што си ги почитуваат правилата, ќе настрада и возилото кое што го управува возач кој што ги почитува сообраќајните правила. Кога сме веќе кај овие енормни брзини, беа актуелни, особено во текот на летните месеци, па и во текот додека имавме посебни мерки и ограничување на движењето на граѓаните со така наречен полициски час, беа актуелни оние трки и особено тие возења со енормни брзини се случуваат во тие ноќни часови. Многу граѓани, особено во Скопје, некои ги знаете кои се тие сообраќајници каде што се одвиваат тие неформални трки, се жалеа дека безбедноста на децата е загрозена. Што правите во однос на тие работи, на тие токму затоа, значи токму затоа кажувам, безбедноста е неколкократно зголемена. Меѓу другото ги казнуваме брзите возења, но ги казнуваме и овие така наречени ноќни тркачи за кои што зборувате. Во минатото ние преземавме мерки против овие лица, но законот дозволуваше само да му пишете казна и тој продолжува. А тие кои што возат такви бесни коли, за нив не представуваше проблем, или бесни мотори, не представуваше проблем да ја плати казната и да продолжи да ги вознемирува граѓаните. Затоа го сменивме законот. Не само казна, му го одземаме возилото. На таквите луѓе кои што предизвикуваат вознемиреност кај граѓаните со енормната бучава, со енормните брзини, им ги одземаме возилата на 90 дена и тие возила седат во полициска станица. Резултатот го видовте и оваа година. Значи веќе ги немаме тие поплаки или се во многу мал број. Веднаш значи се гледа резултатот од законската измена. Полициските станици ни се полни со одземени возила на вакви диви тркачи кои што своите фрустрации или како да кажам ги изразуваат и од нив беа вознемирувани граѓаните. Сега за нив е пронеден лекот и тие нивните возила се одземаат и се складираат во полициска станица и не може да го земе возилото пред да истечат 90 дена од одземањето на возилото. На улиците освен сообраќајот во последно време се случуваат и прилично вознемирувачки работи за граѓаните, улично насилство, бевме сведоци и овие денови на такви случаи, има тепачки по семафори. Има дури во медиумите денови излегува случаи на луѓе кои што се ограбувани сред белден на пешачки премин или на сред плоштад. Што може да направи МВР за да се засили чувството на безбедност, затоа што граѓаните кога ги читаат тие работи се чувствуваат небезбедни. Има такви случаи, но веднаш тие случаи се расчистуваат. Ние постојано известуваме како ги санкционираме тие разбойници, кратци кои што
например, кратци на ланчиња, не знам, ограбувачи на облажувалници. Има такви случаи, но ние експресно ги расчистуваме. Се разбира, ни треба одреден период кога ќе се расчисти делото и Каков тип на луѓе се овие? Зошто го прават тоа? Дали е тоа од сиромаштија или видете, значи имаме криминогени типови кои што за жал нели одбрале на тој начин нели да се мислат дека на тој начин ќе се збогатат. Имаме луѓе со здравствени проблеми кои што нели се обидуваат на тој начин да си набават дрога, или имаме и други различни случаи. Но она што е битно е дека ние ги приведуваме тие криминалци и ги сместуваме во затворите. Граѓаните тоа го кажуваат и во сите анкети. Апсолутно е зголемена довербата на граѓаните во МВР, а се разбира и во последната анкета која што имавте можна сите да видите дека Македонија е на 40-то место по безбедност, односно најбезбедна држава на Западен Балкан. Тоа се разбира резултат на работењето на полицијата, на постојаното присуство на терен и граѓаните ја гледаат, се чувствуваат безбедни. Тоа и го искажуваат кога ќе ги прашате дали се безбедни. Ангеловски, ви благодарам за ова гостување во Цивил пред студио. Се надевам дека ќе се видиме набргу и дека безбедноста и натаму во земјата ќе расте и дека ќе можеме да разговараме за други и поубави работи. Да, ви благодарам за поканата и се надевам дека овие бројки кои што ги кажуваме сега во идниот период ќе бидат уште подобри и се разбира граѓаните ќе се чувствуваат уште побезбедно во нашата држава. Ова беше Цивил пред студио, во него гостин Тони Ангеловски, помошник министер за односи со јавноста во Министерството за внатрешни работи. Се гледаме наскоро. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.